Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Почитувани слушатели, како сте? Започнува ново издание на Елиезер. За оние кои за прв пат ме слушаат, јас сум Елена, уредник и водител на оваа емисија. Ќе ве запрашам, дали денес имате причина некого да обвините или барем за нешто да се пожалите? Или можеби во последниот период сте во контакт со личност која тоа го прави често, а како резултат на тоа вас не ви е пријатно и се чувствувате потиштено и без мотивација. Денес ќе дадам краток осврт за тенденцијата да се обвинува, да се барат грешките и зажалењето. Лесно е да се забележи што е погрешно во одредена ситуација. Лесно е да се види што можеше да се направи подобро. Склони сме да го гледаме само негативното во нештата. Умот скоро секогаш гледа во туѓите грешки, гравитира околу негативното. Но ние не сакаме да бидеме жалители и обвинувачи, бидејќи знаеме дека Господ Бог не го сака тоа. Знаеме дека секој од нас е виновен за нешто. Да бидеме реални. Понекогаш убаво е чувството кога се жалиме. Мислиме дека на тој начин се ослободуваме од негативноста, од тежината. Мислиме дека ќе ни биде полесно на душата. Или мислиме дека доколку се жалиме, ќе ја промениме ситуацијата. Но не е така. Наместо тоа, ситуацијата ја влошуваме. Можеме да одлучиме да имаме мисли за тоа како можеме да направиме подобро. Мораме да научиме дека не мора да им даваме живот на тие мисли. Бидејќи штом им даваме живот на негативните мисли, креираме уште понегативна средина. Не само што ние се загадуваме, туку ги загадуваме и другите околу нас. Со нашето однесување, придонесуваме и другите да мислат негативно. Никој не сака да биде и да се дружи со некој што постојано се жали и обвинува. Никој не сака да биде во друштво со некој кој постојано ги наоѓа грешките на другите. Затоа, да внимаваме што зборуваме, што правиме, да бидеме свесни. Навистина, можеби за одредено време ќе се чувствуваме добро, што сме ги стакнули сите грешки на некого и сме образложиле за неговата или за незината вина, но дали некогаш сме помислиле, дали ова жалење или обвинување носи нешто добро?
Научно е докажано дека кога се жалиме и обвинуваме, нашиот мозок се насочува на се повеќе жалење и обвинување. Нашиот мозок секогаш го одбира патот на помал отпор. Сака да го најде полесниот начин. И можеме да заклучиме дека мозокот повторува еден ист образец, повторно и повторно. Така што, доколку се жалиме и обвинуваме, мозокот учи да се жали и обвинува повеќе. Станува експерт за жалење и обвинување. Го вклучуваме мозокот во напонот за жалење и тој добива својата енергија токму од таму. Мозокот не се спротивставува, тој само извршува наредби од умот. И доаѓа дека на ваков начин го тренираме нашиот мозок да се жали и обвинува. Свесни ли сме за ова? Искрено, не сакам да бидам личност која постојано се жали, која другите ги обвинува за моите неуспеси, за средината во која живеам. Секогаш ќе има можност за жалење. Нема совршен човек, совршен пријател, сопруг, сопруга, колега, колешка, совршена работа. Едноставно се да е совршено. Постои ли такво нешто? Она што можам да го направам и да ви предложам денес да бидеме попаметни, а не обвинувачи жалители. И да бидеме проактивни, да го најдеме решението на проблемот, а не постојано да се жалиме за проблемот. Да се најде начин како соодветно да се реагира кога надвиснува негативноста. Правиот начин е да го тренираме мозокот да не се жали и обвинува. За негативниот резултат од жалењето, во Светото писмо е спомнато жалењето и негодувањето на израелците кога водени од Мојсеј патуваа кон ветената земја, што Бог им ја вети. Бог им даваше мана од небото. Ги напиваше со вода, но тие не беа задоволни, постојано го винува и се жалеа. Резултатот од тоа беше наместо да пристигнат за 11 дена, ним им беа потребни 40 години. Тие наместо благодарност и да го слават Бога, го одбраа жалењето и нивното постојано незадоволство. Дали некогаш сте помислеле дека токму вашето собствено жалење и покажување на прст кон надворешните фактори се причините за вашиот неуспех? Дека токму тоа ве стопирало од одењето на следното ниво? Дали некогаш сте помислеле колку нездраво е гаењето на овој став? Дека овој светоглед не ви користи, туку напротив, ви штети? Што можеме да го тренираме нашиот мозок да обвинува, тогаш можеме да го тренираме да гледа како Господ Бог работи во наша полза, во нашиот живот. Тој секогаш од нас не води онаму каде што треба и ни ги дава потребните ресурси, вештини, луѓе за исполнување на нашата цел. Доколку Бог не води, кој може да не сопре? Исто како примерот со израелците. Тие заборавија да ја гледат нивната крајна цел, а се обрнаа кон околностите, недостатоците и така натаму. Лесно да се обвинува, лесно да се донесуваат заклучоци според нашите земни човечки сетила. Она што е потребно е да гледаме со надприродни сетила, со надприродните очи, да ги гледаме нештата што не се видливи, да го гледаме Бог позади сцената, оној што ги води нашите битки за нас, кој постојано води грижа за нас. Затоа, подобро е да ја чуваме нашата уста затворена, се додека стигнеме до целта. Да внимаваме што зборуваме и како го образуваме нашиот светоглед. Сте забележале кога еден човек започнува да се жали, негодува, наоѓа мани, обвинува? Тоа однесување го преземаат останатите луѓе во заедницата, во групата, компанијата, семејството. Ова однесување може да ја промени нашата перспектива. Умот се насочува на споредните работи, а не на главната цел. Човекот се дефокусира. Човек, доколку го применува ово однесување подолго време, веќе преминува во навика и животен стил, а последиците не се баш добри. Всушност,
на долг рок се катастрофални. Израелците наместо да се жалат на маната што ја јаделе, тие требаше да бидат благодарни да речат: Господи, ти благодариме за маната што ни ја даваш. И ќе ја јадеме се додека не стигнеме до ветената земја. И ти сме благодарни што сме слободни. Сите сакаме да одиме на следното ниво. И тоа брзо. Но никој не сака да се заземи да го направи она што е потребно за да се стигне до тоа ниво. Потребен е труд, вложување енергија, трпение. Доколку не сакате нешто во вашиот живот, променете го. Започнете со промена. Се тргнува од вас. Направете промена. Жалењето и обвинувањето не ве водат кон напредок. Обвинувањето го бара само најлошото во ситуацијата, а не најдоброто. Само доколку го тренираме нашиот мозок да размислува во правец на благодарност и начини за решавање на проблемот, тогаш ќе го гледаме само најдоброто. Во Филипјаните пишува: правете се без мрморење и двоумење, односно без негодување и препирање, за да бидете прави и чисти, непорочни чеда Божие, сред изопачено и развратно поколение, во кое светите како светила во светот, држејќи се за словото на животот. На ова веднаш ќе изреагираме. Ама јас сум само човек и сакам да го изразам своето незадоволство и да се пожалам. Но Господ вели: за ништо не грижете се, туку во се, преку молитва и молба со благодарност, изјавувајте ги пред Бога своите барања. И мирот Божи, што надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. Да не бидеме грешници. Ајде да бидеме оние кои се молат и го молат Бога за промена со благодарност во нашето срце. Почитуван слушателу, имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути, дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе ја поминеш вечноста? Ако не знаеш, би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никого. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос со Исус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнел од патот, или ти треба нов свеж почеток, ќе те замолам да станеш таму каде што си и ќе се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобар момент за победа од овој. Бог не ти е луд и гневен. Твоите гребови веќе се опростени. Се што треба да направиш е да го прифатиш подарокот од Исус Христос, спасението. Ќе го направиш ли тоа денес? Непријателот во мислите ќе ти рече: направи го тоа подоцна, утре, следната недела. А Библијата вели: денес е денот за спасение. Не го слушаш ова по случајност. Исус вели: ако не се срамиш од мене пред луѓето, јас нема да се срамам од тебе пред мојот татко на небото. Ако ти треба свеж почеток, застани и ќе се помолиме. Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моментов ангелите се радуваат за тебе. Би сакала да ти ја дадам можноста да го признаеш Исус Христос за свој Господар. Ќе се помолиш ли? Само повтори: мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гревови и дека ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чист, чиста, те барам, Господи Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој спасител, ти си мој Господар. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со тебе. Амин. Секој добро почитуване. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Георгиевска-Костадинова. Елиезер,